Црни традиции на палење, стрелање и насилство. Ова за министерот за надворешни работи на Бугарија била тепачката во Кафуле во Охрид. Николај Милков и министерот Бујар Османи го посетија охриѓанецот Христијан Пендиков, секретар на бугарскиот клуб, кој после тепачка во Охрид со владин авион беше транспортиран во Софија. По посетата Милков кажа дека во Македонија имало атмосфера на неказнивост на насилството. Да видим едно момче, което е пострадало заради идеите си. Един мъж с кауза, който я защитава. Ситуацията не би трябвало да продължава по този начин. Така че да се приключи с тази атмосфера на безнаказаност, която ражда ново и ново насилие. Тук съм също така, за да кажа не на възраждането на тия черни традиции, които се свързват исторически с Македония, на палежи, на стрелби, на насилие над хора. Такива неща нямат въобще място в Европа. Османи пак во улога на полицаец најави дека ќе имало нулта толеранција за напади од ваков вид. Жалам за овој инцидент. Таквиот чин на насилство не ги одразува вредностите на граѓаните на Република Северна Македонија, на нашето мултиетничко општество, и Северна Македонија ќе се погрижи да има нула толеранција за насилство како одговор на било кој проблем, а најмалку на соживотот, на меѓуетничкиот соживот, што е нешто свето. Во врска со провокациите од Бугарија, првиот дипломат уверува дека секој кој ќе дојде во Македонија да го негира македонскиот народ, ќе му биде последно доаѓање, иако се уште не ги прогласи Џамбаски и Костадинов за персона нон грата. Политичарите кои пред само една недела сред Скопје скандираа Македонија е бугарска. Прво, ние нема да дозволиме негирање на бугарската заедница во Република Северна Македонија, како што нема да дозволиме негирање и на македонскиот народ. И затоа сакам и да упатам порака дека и тие провокации треба да престанат и да укажам дека секое доаѓање во Република Северна Македонија со цел навреди кон македонскиот народ, негирање на македонскиот народ, ќе мораме сериозно да го адресираме и тоа да биде последно доаѓање. А во меѓувреме нема одговор од ниту една институција кој дозволил и по кои основи транспорт на Пендиков во Софија, кога се работи за активна истрага во која постапка е и тој учесник. Нема одговор ниту од Министерството за надворешни, ниту од Министерството за внатрешни работи. Молчат и од обвинителството, дали тие дале согласност Христијан Пендиков да ја напушти државата. Според познавачите, транспортот на Пендиков е преседан и заради тоа што пред само еден месец полицијата поднела кривична пријава за производство и промет на дрога, но не е познато зошто за него не биле побарани мерки за обезбедување. Охриѓанецот Пендиков беше нападнат од тројца своји сограѓани на 19 јануари, а Бугарија прати владин авион за да го однесе на лекување во Софија. Бугарските политичари сметаат дека причината за нападот е тоа што Пендиков се декларирал како бугарин. Со оглед на тоа дека против Пендиков е поднесена кривична пријава, дел од медиумите пренесуваат дека е можно да се работи за криминално-дилерска пресметка, бидејќи сите учесници во тепачката и биле познати на полицијата.